Ефтим Трајчов Ѓаурски и смешниот човек од Скопје, Бојан Велевски. Фала што дојдовте. Фала што дојдовте. Ето ти го давам на тебе прв. Ајде, дај ми го, ќе го земам со задоволство. Фала што дојдовте, гледам без пари ви поделиле карти, па си дојдовте, нормално корупција и митото, ти е тоа. За старт да го поздравиме нашиот продуцент, бидејќи денеска му е роден ден, а јас од моје лично име како актер највеќе би сакал мојот роден да биде честитан со еден аплауз. Главниот одговорен виновник за целата оваа ситуација што се случува во стендап репрезентацијата, Оливер Ромевски. Да го поздравиме, Оливер. Добро е. Кај си бацаш, шо? Поздрав. Поздрав. Ај сега вака, за да ја загрееме атмосферата, малце да создадеме еден наш личен слоган за стендап Македонија. Или вака, јас ќе кажам У, сите вие ќе кажете заедно У. Јас ќе кажам А, вие А. Јас ќе кажам стендап, вие ќе кажете Македонија. Може така? Заедно? Да. Може? Да или не? Да. У! А! Стендап! Стендап! Македонија. Стендап! Јај! Слушај, ако им даеше по 10 евра, може поише ќе викаве. Гледаш, што и кажу тоа прават, гледаш колку си корумпирани. Па на нас македонците, усршни е тоа корупцијата, митото. Тука да те преслушам сега вака, од сршна мито пишува. Корупција. 100%. Да. Еве, у клетките ние. Еве, ќе тргнеме од клетките. Од клетката на секое општество, бракот. А влезат у брак нема секс. Така ли? Нели е така? Шо? Нема за лек. Нема бе, брат. Значи, шо? За да ти даде жена ти, мора да ја подмитеш. Разбираш? Аха. Еве те сега ќе го прашам некој девојче. Девојче, извини, ти мажена ли си? Не си мажена. Како? Ти мажена ли си? А мажена си. Кажи сега да те прашам. Ти искорумпирана ли си од машти? Подмитува ли те? Ај вика не. А од кај ти се штиклите? Од мене. Од мене. Слушај, и на него не му е лесно. Не, брат. На него му е најтешко. Ако сака 3 пати да клеце у неделата, треба 3 пати да плати, разбираш? Денеска платил 2 карти. Или ти ги дадоа? Кажи ми, брат. Платено. Платено е. Вечер очекувај секс. Ке кажеш, зашто ке кажеш? Леле, колку беа смешни денеска, ајде да се клеце. Значи, што треба посебна субвенција? Значи, затоа нема деца у Македонија, бе. Луѓето немат пари и после кампања има и трето дете. Тоа ти е уствари кампања за против корупција, бе. Против корупција. Значи, владата, не. Владата. Има ли некој со лада дојдено денес? Владата? Треба да му мајката. Деба малце намалиме таму. Многу сум. Кажи? Нели? Да. Ај ако сакаш брат намалиме малце, многу сум јак. И што треба? Владата треба да измисли нова субвенција да оди директно само кај женетите мажи. На трансакциона. На трансакциона директно кај женетите мажи, за да има со што да ја подмите жена му, за да може вечерта да ја искорумпира, разбираш? Тоа е. А чекај, формулата е многу едноставна. За он да те подмите, ти треба му даеш, разбираш ли, автоматски ќе го примеш, а он ќе си сврши работа. А вајде и ти ќе свршиш работа. Сега до него е тоа. Многу едноставно. Едноставно е, да. Брат, ние сме, тоа е и после Да, чекај, некој сакаше аплауз да даде. Кој ти даде пари? Тоа ти е кампања против корупција, не овие Transparent International. Што те плаќаат вечерва? Што те плаќаат тие? Они прават нешто као кампања разбуди се. Аха. Чекај, праша ја не знам, молим те. Уствари, што ќе ја прашувам, она не е легнала со него, што се разбудува? Нема. Или даваат, кажи.
тај други. Гледам, не знам дали го видите, има судија еден дават на кампањава од Разбуди се и му викаат на судија, легнал у кабинетот, спие хрчи, разбираш ли? И му викаат, разбуди се. Вода, идемо тука вода. Вода му иде, зашо да се разбуди човекот на пари спие, не е будало да се разбуди. Или тај докторо. Докторот, Докторо, разбуди се. гинеколог од проверени информации. Слушай, он легнал, дават го дома на каучо пред телевизоро и спие. Што да прави дома? Што да прави дома? Што да прави? Примал мито цела вечер, треба да одмори човек. Треба. Разбуди се. Разбуди се. Што се разбуди? Ние сме толку корумпирани, бе, тоа е страшна работа колку сме корумпирани. Вие знаете ли ние колку сме корумпирани? Ние се уствари сме најкорумпираниот народ у историјата на народи. Да. Пример, сега ќе ви кажа. Значи, наш македонец има соборено рекорд за најкорумпиран човек у историјата у Гинис на други двајца македонци. Не знам како се вика, после ќе го како се викаше немите. Другото што е? Другото, иначе исто, ние сме толку корумпирани што првите 3 букви од нашето име Македонија се земени као први 3 букви за назив на глобален назив за корупција кој што се вика макрокорупција. Пример, да. Не, очу сте толку корумпирани, на грците е незгодно што се тегнат за името со нас. Трај. Не да им е незгодно, Ти знаеш зашо не може името да уште да ни го признаат? Зашто? Па ти гарантија грчките преговарачи има некој со македонско потекло. Егеец. Егеец. Ево уште еден со 50 евра. Егеец. Уште еден со 50 евра. Егеец. И 100% има некој у Обединетите нации таму горе што се вика Ветовски Мито. И Тарија еве мамата 20 години уназад. Кој 20 века уназад. И тоа спази, цела фамилија едно име користат. И тоа се по дедото Мито. Дедото таму. По дедото Мито. И разбираш и крстат ги децата Мито први, Мито втори, Мито трети, Мито четврти. Да. И зависност од епохата крстат ги на пример Мито велики. Ако има велики некој. или на пример Мито 400 дуката. Да, пример. може. Или Мито 400 червени. Може и така Или Мито 800 марки. 800, па Или после поново 400 евра. 400 евра. И, Так. абе добро, толку ли треба брлив народ? Чекај да го прашам, има ли некој да си го крстеш детето? Како беше тоа? Не бе, стварно брлив народ. Детето си го крстиш Мито. Полно чува. Има ли тука некој Мито? Има ли Ако некој има, Мито? нека дигне рака. Мислам само рака да не дига нешто друго. Има ли не? Чекай. Чекај, има ли некој Мито? Нема, брат. Не, од вас луѓе не бива ништо. Од вас човеци не бива. Мито, да беше Мито, нека па за тоа они дошле тука. Бе. Нема, брат. Да беше Мито, тај пун пари е, брат. Стоп, таква му е кармата, ти го крстиш Мито и гаља нема Пун после. пари е. Или у најмала рака председател на политичка партија. Ако има некој Мито, нека конкурира, сега тука позади има конкурс за лидер. Не знам дали знаете. 100% ќе добиеш, брат. 100% може да отидеш. Добре, Мито. чекай да му мајката да му. Шо? Како може да крсти детето? Крсти си го детето Мито, У старт, у старт и роде се дето. роде се дето и ќе оставиш дека Мито, кај си бе Мито? И знаеш дека дето ќе го биде. Ома го бидува. Ќе го биде 100%. и после можеш да Мој користиш како каса за пари. Разбираш? Разбираш? Пример, доаѓа инспекторот дома и мажу вика, инспектор, казна, абе шо казна? Жено, дека се парите? Те ги там подмите. Дека подмите? Значи Инспекторе, ај подмите, оди молим те. Подмите, ама треба да си направиш уште едно детенце. Шо ќе ти уште едно дете? Второ дете. А. И да окрстиш Трајан. Зашо бе Трајан? Па кога ќе ги ставиш парите под мито вода трае. Разбираш? Добре ти ова. И после, гледай сега, значи не е доволно само да се роде дето. Значи мора ние да се грижиме за мито да се развива у него. Значи не можеш така дето да го оставиш само со мито да се роде. Значи мора ние уствари да отвориме универзитет за корупција. Нема што да го отвараме, брат, он си постои, треба да го легализираме само, разбираш? Да. Добро, сега или тоа. Сико ќе го легализира. Па ова приватните факултети, тоа ти е све легално мито. Све легално мито ти е тоа. И може да го викаме Од тамо да произлезе името, од легално мито, легнал мито. легнално мито. Ама не, чекај, да удара малку на... Да удара на римски малку, да не е тен легнал мито, Легамито. Легамито примиус. Легамитус. Легамитус примиус први. Први. Велики. Може. И- Пошто трансакционата сметка е велика, може велики да биде. Велика. Така, велика, да. И главно мото ќе биде
Не е доволно да се задржи митот во нас, туку и да се развие. Да се развие треба да... И, например, главен предмет на тај факултет за корупција, универзитет, ќе биде митологија. Мито, да појаснеме, мито цртичка логија. Така. И после ќе си Многу му е смешно таму на некој. И ќе треба да се направи една реклама за универзитетот. Кој е слоганот, први кажи го? Слоганот кажа. Кажали го, добро. Значи треба реклама да се направи. И ќе направиме некоја пандан на овие Transparency International што не плаќа денеска, дали ќе не платат после ова не знам. Слично така. Слично на оваа Например, реклама. ќе те земам тебе за пример. Ајде. Тој беше чесен човек, работеше честно во животот и заврши драмски уметности. За само 200 евра годишно се надеваше на вработување. Но денеска не е вработен, нема пари и редовно јаде гом на универзалната сала. Другиот, штипјанецот, немаше смелост да се осмели. Немаше смелост да се осмели, добре ова. И немаше смелост да го избере универзитетот митологија. И запнал честно да создава уметност. А вечерва заврши исто како првиот и вечерва пред вас јадат гомна заедно во универзалната сала. Па запишете се на државен. Овие двајца се сликата која ти не треба да ја избереш. Избери универзитет митологија. Избери вработување. Избери живот. Тоа е тоа, брат. Благодарам. Пример. Мислам дека ќе ни тргне, брат, ќе има многу клиентела на универзитетот, веј. И после тоа може ќе се има различни катедри. Ама, знаеш што, децата ќе ги запишуваме од маленки на универзитетот. Мало. За да имаме здраво корумпирано општество, ние мора од така. мали да ги унесеме у тоа, разбиршиме. Нормално е да разбирам, него знаеш што е финтата? Што е финтата? Например, ќе имаш пожарникар, ама не, корумпиран пожарникар. Значи за сите професии имаме катедри. Корумпиран пожарникар. Например, корумпиран пожарникар. Прва лекција. Прва лекција. На работа. Цело време играј шах. Или па билтен нешто врти да се прави нешто. Држи ја линијата зафатена по можно студено 3-4 пати по саат и пол да правим обед со колегата од другата соба. А чеки, ако ќе му се јави некој? Кога ќе му се јави некој, нем да му веруваш одма. Заебавај го. Разбираш? Чеки, на пример. Ало. Ало! Еј. Чекај ме, не викај, полека, смири се. Абе горе зградата ми горе, стано горе, све горе. Шо? Ми горе стано печеста на горат. Чекај сега вака, ај излези надвор, изброи точно колку се да знаеме. И после јави ми се. И, што е најбитното, за еден корумпиран пожарникар, никогаш за никоја постапка да не брзаш. Нема брзање. И кога ќе дојде на терен? Кога ќе дојде на терен, цревото полека да го одмотуваш. Разбираш? И, разбираш, Кое црево? се доека не ги земеш парите. За какво црево збориш сега? За хидрантот збориш. Добро, извини. И, например... Да не брзаш и себе, ја, например, мене ми горе станот, брза ми се, и викам, оди ке мене пред мојот стан да го гаснеш. 200 евра. Дебе да му мај. Тук, так. Так, Тоа стан прв е. Благодарам. Чао, Благодарам, да. И, например, дојде си дето дома после школа, учи нели за корумпиран пожарникар и дојде си дома кај татко му. Еј, ти си дет. Дојди. Ајде. Со брада детето, ама нема И веќе. дето ми доваѓа. Еј, сине, шо правиш? Тато! Како денеска беше ли на школа? Беше! Аха, и како? Убаво! Аха. Учиме за пожаро! Да. За пожаро ли учите? Добро. И шо доби оценка? Двојка, тато. Па колку пати сум ти кажал да не брзаш со цревото? Не брзај со цревото! Ама ќе му се Шо да се запале? Он одма да помогне да го изгасе пожаро. Будала не! Наредил си ги двојки, после ни чичото и мите не те оправа. Добро. Друга катедра. Корумпиран професор. Најразвиената гранка од нашето општество. Корумпиран професор. Ние не можеме, мислам, кој ќе го легализираме. Учителката се насмеа се. Чекај да ја видам учител. И на секоја наспевка по 100 евра. Тоа 1000 евро старт, бе. Шо мислиш ти? Корумпиран професор. Ајде маце да го разберам. Корумпиран професор. Как прва лекција? Шо Прва ќе биде? лекција. За корумпиран професор е бројот 10 да не се пишува така лесно.
освен ако е по наредба на деканот Мито. Директно наредба. Друга работа. Значи, знанието не е примерна цел. Напротив, заслепеност и благотелечна состојба е основа за развој на понатамошно здраво и корумпирано општество. Друга работа. Да се развие осет за парите. Шума на парите. Значи да му мирисат убаво парите. И најбитната работа за еден корумпиран професор е да се развијат, а ако ги нема, да се разбудат маниакално перзени чувства кон помладата популација. Да, едно од побитните работи. Да. Пошто е доста застапено, не? Да. Така. И после, например, што иде натака? Појма немам. Иде корумпиран, значи како корумпиран професор, дето ќе си дое дом, например, После школа. после школа и деканот Мито седе и... А не, чекај, родителот му доаѓа на деканот Мито у канцеларија, имал проблем со детето. И јас сум, например, деканот Мито, ајде, дој. Добар ден. Добар ден. Декане Мито. Шо правите? Добре, како е? Добро, фино е, плаќаме 15.000 евра за година добро. и така некако. Добро, интересно. Сакам да знам Што треба? детево мое Мите. Аха. Не е Мито, ама е Мите. Изгледа тука грешиме работата. Чекај да видиме. Мите, да, види таму. Како Мите беше? Мите Велевски. Мите Велевски. Да. Видите, Мите. Сакам да прашам Мите за први, Мите втори, Мите Да, трети. Ја го ја. Мите Велевски. како е детето мое. Лошо. Дебе да му мајката. Толку ли е лошо? Многу е поштен. Многу е поштено. Па на мајка му. Да не кажам. Нема ја, те гледам го тука, гледаш сите кецови ги наредил. Значи толку е поштен. Не, еве ние пробаме со крајни методи. Ја му го остави пари, новченик, пун пари и остави ми го да го земе, разбираш? Оно доваѓа вика, ја, декане, ја го најде новченик, сите пари си тука не ти ги земам. Бог да чу, на мајка му, ист мајка му, и она така ќе најде пари, вика, одма ги... Не, многу е лоша работа. Само не знам дали во сега или приметиле сте нешто одамна. Има ли нешто од дома, како се однесува? Приметивме дека не приметивме. Многу е поштен. Многу е, а? Еве, децата му барат, другарчијата му барат пари за оград. Му ка дај 500 денари и оди брзо трча у собата, му ка нати 500 денари, ич не ми ги враќај. Не шо лично? Поштен! Не. Нема да успе во животот. Вака сега. Родители, не си Дај кирете. крајни методи некој, дајте домашно некој што Ништо, да го не си правиме. кирете, ние ќе ујашеме за дето посебно грижа, ќе го расипеме. Благодарам. Еве, дај Не се да ујачаме малку. Ја ујашеме и ќе го расипеме дето, ај со здраве дома, пазите на него. Важи, фала, благодарам. Пријатно. Втора лекција. Втора најбитна лекција Втора и за најбитна лекција за корумпиран корумпиран професор. Што е индекс? Односно, индекс и негова примена. Што е индекс, колега? книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ли ти како е измислена штедната книжка? Ајде, молим. Први е измислен индексот, Добро. па митото и кога ги споиш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве, на вас да ви појаснам, значи, ајде, индексот е штедна книжка. Од прва. Да. Сега, еве ќе дадеме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17 пат да полагаш. Ако паднеш овој пут, Добро. губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се самоубиеш. Ајде. Добре, професор. Добар ден, побади седи, ајде. Добре, ја те Добре. по 17 пат А доваѓам. маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па не, професоре, ја целиот материјал, скриптот што ми ја дадете, целата е на памет ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 Па пати. се тоа е- знам, се. Добро, ајде, сега ќе видиме. Ајде, влечи прашање. Ајде така. Што е првото прашање? Првото прашање е што е образование? Така, многу убаво прашање. Што е образование, колега? Вака сега. Образование е тоа е систем каде што Не е тачно, не е систем. Друго? Дај, ајде, мал, ајде, молим те, побрзо, има други тука, чека. Тоа е, значи тоа е систем на вредности. Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални Какви вредности. интелектуални вредности? Не, зебај. Какви вредности? Професоре, мислам дека е интелектуални, од кај да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош. Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Тоа е идеја,
Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок. Деве да му мајката, Ноли? ви го исправа мозокот од тие кампањите да му мај. А не е тоа. Не е тоа. Какви вредности, колега? Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, колега. За малку ќе го погодиш. За малку да, ќе го погодиш. Жими Добре, ај второ. Жими дедо ти мито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање. Второ прашање, влечи. Така. Шо е второто прашање? Шо е индекс? Така, колега, шо е индекс? Сега учевме скоро, шо е индекс? Индекс, вака, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Деве да му мајката се учевме. Може ли помош праша публиката? Ајде праша публиката, ајде. Ајде, значи тестерчињата, ворачињата што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, што една книжка, ајде мола, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот 100% на одговорот од публиката, значи индекс е штедна? Така. Дали тоа е твој конечен одговор? Мој конечен одговор под В, штедна книжка. Да ти е колега, честитам. Да, браво. Шо плескате, чека уште едно прашање има. Не, толку нели? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Извлечи го, друг сум го извадил прашањето. Така. Трето последно и круцијално прашање за твојата иднина. Дали ќе преживееш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме, да не ти дојде многу вака наеднаш, ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така бледо, не поставуваме прашање, одговори 500 евра имаш ли, под А имам, под Б немам, под 3 ќе се позајмам. Под А имам, под Б немам, под 3 ќе се позајмам. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, под А имам. Браво, честитам, колега! Алал ти е! Ајде, уплати тука. Уште едната книжка, ајде, уплати. Алал ти е. Така, фала. Честитам. Ја, за крај на емисијата, јас сакам се заблагодарам на спонзорите, на мами и на тате, што ме спонзорира, што родиева кво теле како мене. Алал ти е. Што имат пари за своето теле. И многу и фала на публиката, они многу ми помогнаа, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е многу драго што учествувам ова и вашиот квиз што се вика кој професор сака да биде милионер. Благодарам, колега. Поздрав, се гледаме на аплауз.